Ние сме единствена партија која не се плаши да поднесе отчет пред граѓаните за сработеното. И за разлика од сите други кои сакаат да им се заборави времето кога биле на власт, ние ве потсетуваме да побарате отчетот во ВМРО од ДПМНЕ. Изјави вчера на митингот во Прилеп носителот на листата во изборната единица 4 Зоран Ставрески. На митингот и покрај очекувањата не присуствуваше лидерот Никола Груевски. Ставрески уште еднаш истакна дека тие нема да го сменат уставното име по никоја цена и ги праша СДСМ дали и тие се подготвени на тоа. Не повикувам лидерката на СДСМ да каже каде е црвената линија, но уште подобро да каже дали воопшто таа има црвена линија и дали СДСМ има црвена линија или е подготвен по секоја цена, а и по цена на името да го направи тоа што не им го кажуваат на граѓаните. Ставрески рече дека оваа влада била горда што опозицијата ја нарекувала земјоделска влада и ги потсети прилепските тутунари дека покачувањето на субвенциите ќе продолжи во иднина со несмалено темпо. На митингот се обрати министерот за транспорт и врски, кој вети на прилепчани големи инвестиции во инфраструктурата. Прилепчани добро знаат кој инвестира 120 милиони евра за изградба на повеќе од 2000 километри во локални и околу 14 регионални патишта. И тука повторно е Прилеп. Регионалниот пат Прилеп Тичево и регионалниот пат Прилеп Кривош Дивогашани. Коалицијата за подобра Македонија на прилепчани вети отворање нови 2000 работни места со инвестицијата тешка 700 милиони евра за изградбата на хидроцентралите Чебрен и Галиште.